Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство реагира по одлуката на Косово за зголемување на царината на 30% за одредени земјоделски производи. Од Министерството велат дека со тоа Косово ги прекршува ЦЕФТА договорот и нивната спогодба за стабилизација и асоциација со Европската унија. Оттаму најавија дека во текот на денот ќе испратат дописи до ЦЕФТА, Европската унија и до Индустријата за трговија и индустрија на Косово, со кои ќе информираат за прекршувањата и ќе побараат титно повлекување на одлуката. Очекувам дека одлуката ќе биде повлечена. Ако тоа не се направи во најкраток временски период, ќе се заштитиме нашето домашно производство, ова е нашиот приоритет. Ние од страна на Косово не сме консултирани со овој процес и јас се надевам на диалог и на разумност со страна на Косово. Оти веќе владата има усвоено меморандум со нивното Министерство за земјоделство, изјави денеска министерот Николовски. Производи што најмногу би биле погодени од оваа одлука во периодот се доматите, пиперките и сливите. Во моментов се анализираат точните податоци. Вкупниот извоз во Косово за 2017 е околу 6 милиони евра, а во првите 6 месеци од годинава 2,5 милиони евра. Увоз на земјоделски производи од Косово нема. Во одлуката го нема грозјето и другите стратешки производи. Од Министерството за земјоделство се во контакт и со другите министри од регионот и ќе превземат заеднички мерки и политики.